пратеници, почитуван министер, јас во интерес на времето и на што побрзо обезбедување на граѓаните на Скопје со топлинска енергија, нема да должам, нема да зборувам многу. Јас ќе се надоврзам на сето она што го претходно дискутираа моите колеги околу кризните состојби, околу фактот дека ние како држава постојано сме во кризна состојба и до сега сме имале кризни состојби, да не речам многу, а истите би ги набројал. Енергетска криза, топлинска криза, имавме криза за пченица, криза за зејтин, криза за нафта, криза за газ, така да ние сме во постојана криза од кога е ова владино мнозинство на власт. Со тоа може да слободно да заклучам дека ова владино мнозинство составено од СДСМ и ДУИ, во кое што партиципираат и неколку помали партии, представува елементарна непогода за Република Македонија и она што се случува во овие 6-та година на Република Македонија, слободно можам да го споредам со една елементарна непогода што може да и се случи на една држава од недомаќинско и неодговорно работење на една власт која што не се води од интересот на своите граѓани, од потребите на своите граѓани, туку се води од личните интереси, од тоа колку од одреден тендер или од одредена сделка ќе им припадне на учесниците во таа сделка. Јас го слушав излагањето на вице-премиерот Битиќи и тој се осврна дека барањето за прогласување на кризна состојба го темели на членот 90 алинеја 2. Понатака зборуваше дека со ова продолжување на рокот или новиот рок за кризната состојба е на предлог на Управувачкиот комитет за координација и управување со системот за управување со кризи и Комисијата за следење на состојбата во снабдувањето со топлинска енергија заради недостиг на топлинска енергија и можност за користење на алтернативно гориво и состојбите на пазарот за топлинска енергија, па поради тоа владата на седницата одржана на 25 август 2022 година го прифати предлогот и ја утврди потребата од донесување на одлука за постојање на кризна состојба за одобрување на продолжување на рокот за кризната состојба и снабдување со топлинска енергија на подрачјето на град Скопје заради недостиг на истата енергија и можноста за алтернативното користење на алтернативни горива, она што тука мене ме заинтересира околу користењето на алтернативните горива. Понатака ќе ги кажам кои се тие алтернативни горива за кои што јас сум загрижен ето како пратеник, бидејќи во тие алтернативни горива покрај биомасата во кое што спаѓа отпадно дрво, отпад од индустрија на дрво, отпад од земјоделие, отпад при производство на хартија, се вклучуваат и користење на гуми од возила, отпадна хартија, отпадни масла, отпад од систем за третман на отпадни води и пластика и користени растворувачи и други ресурси кои би се користели во тие алтернативни горива, а со тоа би се зголемило заканата по јавното здравје од согорувањето на оваа биомаса, како главен фактор кој придонесува за загадувањето на воздухот во регионот, посебно во Скопје, веднаш после производството на енергија од јаглен. Така да тоа е тоа што ме загрижува, бидејќи ние навремено не обезбедивме газ или други ресурси со кои што ќе произведеме топлинска енергија, затоа што
се чекаше последниот момент за да владата пристапи кон решавање на овој проблем. Грејната сезона ни е на прагот, ние сме на 4 дена од почнување неформално на грејната сезона, бидејќи нели доколку температурите паднат под 12 целзиусови степени, грејната сезона може да почне на 1 октомври, доколку не е така, грејната сезона почнува на 15 октомври, но ете и 15 октомври да е, тоа е на прагот, а ние се уште немаме решение како понатаму, како граѓаните на Скопје ќе ја презимат оваа зима и дали ќе се обезбедени со топлинска енергија. Понатака зборуваше вице-премиерот за состојбите околу БЕК и за одземањето на лиценците и дека владата преку ЕСМ ќе влезе во испорака на топлинската енергија и за тоа дека се формирани 3 нови предпријатија кои што ќе се задолжени за обезбедување на топлинската енергија, но работите околу состојбата со БЕК се уште не се решени, па ова јавно предпријатие се уште не може ова предпријатие што е под ЕСМ се уште не може да профункционира. Но од она што го слушнав и од колегите од претходните излагања, видовме дека и овие нови 3 предпријатија, приоритетот за нивното формирање сепак се водел околу тоа кој ќе стане директор на тие предпријатија и кои ќе се луѓето кои ќе се вработени во тие предпријатија, а не кој ќе ги заземе директорските места, а не кој ќе ги прави набавките, а не затоплувањето на Скопјани. Она што мене ми остави вака, ми го задржа вниманието е состојбата околу БЕК и она што вчера во јавните гласила излезе соопштението од БЕК, кој што кажуваат дека согласно член 51 од Законот за енергетика, БЕК производство имал законска обврска да продолжи да ја извршува дејноста до истекот од рокот од 90 дена за избор на нов вршител на дејноста кој е веќе истечен. И во овој период БЕК производство продолжил да ја врши дејноста во тие 90 дена и ги завршил сите неопходни ремонтни активности во топланите се со цел новиот носител на лиценца да може непречено да ја започне грејната сезона. Исто така, кажаа дека понатака се и финансиски неспособни и немаат можност да обезбедат топлинска енергија, а она што го слушавме од владата, од представниците на владата е од председателот на регулаторната комисија дека БЕК бил должен до преземање на работата на новата компанија, дека е должен да обезбедува топлотна енергија, но гледаме дека сето тоа не е така, па во овој вакуум простор се прашувам доколку дојде до случај да треба да почне грејната сезона, доколку дојдеме до случај да имаме 3 последователни денови со температури под 12 целзиусови степени, да треба да се отпочне грејната сезона, кој ќе ја отпочне грејната сезона? БЕК кажува дека не се одговорни, немаат законска можност да го затоплат Скопје, а од другата страна новите предпријатија се уште не можат да профункционираат, затоа што спорна е сопственоста на топланата, која што БЕК инсистира на продажба, владата за тоа не е заинтересирана, сака да биде под наем и тука се уште таа работа не е решена, што не би сакал да доведе до ситуација тоа да ги чини на граѓаните на Скопје да останат без топлинска енергија. Ние како пратеничка група, како партија предлагавме и претходно да се набави газ со време,
но власта не беше заинтересирана за купување по тогаш по ефтини цени на гасот, кој што понатака ќе го складиравме и немаше да се доведеме во ваква ситуација на само 4 дена од почеток на грејната сезона да немаме решение што понатака. Сакам да истакнам дека сето ова лошо менаџирање доведе до ускапување и на цените на парното грејање за 20%, кое што го плаќаат 66.000 домаќинства, граѓани и 20.000 фирми и плаќаат овие повисоки сметки. Ова лошо менаџирање ги кошта и ги чини на сите од нивниот буџет. БЕК, она што го кажав предходно, е купен за 9,7 милиони евра, а сега за продажба треба државата да ги плати тие 9,7 милиони евра, да ги преземе сите долгови на ова предпријатие и да ги обештети на БЕК за нивната понатамошна добивка што би ја остварувале понатака доколку државата сака да го купи ова. Наместо на топлинска енергија, немањето на ресурси за производство на топлинска енергија, како што се гасот и недостатокот на огревно дрво, со кое што се соочуваат тие што би се грееле на огревно дрво, ќе резултира со или ќе бидат принудени граѓаните да изнаоѓаат алтернативно грејење, а секако тоа е електричната енергија, која што и таа, за жал, е во недостаток и ние предходно пред оваа точка за кризна состојба за топлинска енергија, во оваа комисија се дискутираше и за кризната состојба за електричната енергија. И таа е во недостаток, и тука имаме проблеми, и замислете сега сите граѓани кои што ето од одредени случувања ќе дојдат до недостаток на топлинска енергија, затоплувањето ќе го вршат со користење на електрична енергија, што ќе го оптовари дополнително мрежата и ќе доведе до недостиг на и така електричната енергија која што ја немаме и не можеме ниту да ја обезбедиме. Додека сите соседни држави обезбедуваа ресурси по ефтини цени, нашата влада се однесуваше како штурецот и мравката и за жал сега на 4 дена пред почеток на грејната сезона се уште бараме решение за обезбедување на овие ресурси. Значи, нашата влада се однесуваше како штурецот и своите граѓани ќе ги остави не би сакал да ги остави да дојдат до ситуација, но за жал немањето стратегија и план ќе доведе до тоа да се остават граѓаните да смрзнуваат или да се снаоѓаат како знаат во оваа зима. На 4 дена пред грејната сезона нашата влада се растрча по соседните држави, по нашите комшии, да питачи за, како што предходно питачеше за пченица, за зејтин, за електрична енергија, а сега и за се останато. Затоа најлесно е, мислам, на владата да прогласи кризна состојба, за да можат од ден за ден да одлучуваат како понатаму. И затоа денес или вчера, не знам кога беше изјавата на министерот Бектеши, дека кризната состојба ќе ја овозможи на владата да го превземе БЕК, без разлика на тоа дали ќе се согласи да го продаде или да го изнајми. Јас, она што понатаму би сакал да го спомнам, е дека и нашиот и премиерот на владата денес
значи денешна е негова изјава, кажа дека се уште бараме решение. Значи, това е изјава од премиерот, дека ние немаме решение, дека се уште бараме решение, дека се разговара со фирмата Адора, која ги има топланите во нејзина собственост и не сака да ги даде под кирија, туку да ги продаде, бидејќи и создавале загуби. Тоа е нивно деловно право, затоа државата треба да е спремна, доколку сака да одговори на потребите на граѓаните, а не на 4 дена пред старт на грејна сезона, ние се уште да бараме решение. Ова мислам дека немање на решение е сага без крај, поради неспособноста и желбата само за крадење и профит, да се бара решение на 4 дена пред старт на грејната сезона. А не сега да разговараме за следната грејна сезона, како да обезбедиме ресурси, оваа грејна сезона да ни е обезбедена, ние да се фокусираме на следната грејна сезона. И понатака кажа дека сме имале план како сето тоа ќе се надмини, но пред некој ден мислам дека планот на Ковачевски го кажа министерот Бесими, кој кажа дека недостатокот на финансиски средства ќе се покрива или со повисоки даноци или со поголемо задолжување. Така да на крај цената и самиот министер кажа дека ќе платат граѓаните. Ова е затоа што ниту имаме доволно производство на електрична енергија, ниту имаме ресурси за производство на топлинска енергија. Значи, помошта од власта која што понатака ќе следи за граѓаните е или ново задолжување или зголемени даноци. Сето ова ќе го плати исто така и македонскиот бизнис, кој сите ги плаќа двојно поскапо своите давачки кон државата. За крај сакам да кажам дека јас не сум пратеник од Скопје, јас доаѓам од натрешноста и мене она што ме интересира, затоа што не само во Скопје овај проблем со обезбедување на топлинска енергија го исто така и со електрична енергија ги засега и сите општини кои што се од внатрешноста. Дали од државата ќе се изнајди покрај тоа што ќе се обезбедат средства, ако се обезбедат за затоплување на Скопје, дали државата е спремна, и мислам дека треба да е спремна да одговори барем на локалните самоуправи во затоплување на школите, во кои што треба да се одвива наставата непречено, а исто така и обезбедување на електрична енергија со повластена цена како за домаќинствата, затоа што сите граѓани плаќаат и го полнат буџетот и треба да добијат на крај услуга за тоа. Но ќе видиме сето тоа дали понатака ќе се реализира, дали оваа влада на 4 дена пред почеток на грејна сезона ќе успее да обезбеди топлинска енергија за градот Скопје. Ова е крајно неодговорно однесување од страна на една власт, оставањето на своите граѓани во неизвестност, и мислам дека за ова треба да сноси одговорност, да сносат одговорност сите кои што се задолжени за менаџирање на овие состојби и овие потреби на граѓаните, и затоа мислам дека и да не е сега, еден ден ќе се одговара за сето ова што граѓаните го трпат во оваа година. Благодарам.